Почитувани, во студиото на Нова денеска е Моника Јовановска, новинарката која прва ја објави веста за смртта на Мартин Нешковски и која беше сведок на убиството на младото момче. Моника доби отказ 5 дена откако ја објави веста. Па, како тргна целата работа, како се најде таму, ти колку што знам известуваше за Баскерфест, го следеше Баскерфест на соседната бина. Како тргна целата работа? Што виде? Вака, добар ден. Драго ми е што ете конечно после 4 години ќе се обелодени во целост како точно се случи убиството на Мартин Нешковски. Бев на Баскерфест, известував секоја вечер, во тоа време бев работена во агенцијата Нетпрес. Која се трудеше да известува балансирано во тој период? Во тоа време важеше за независен медиум. За жал сега ситуацијата е малку поинаква. Бевме на Баскерфест и одеднаш здогледав како едно младо момче трча, позади него го брка еден покрупен дечко, набилден. Детето се сопна од еден кабел и како падна со рацете на земја, се свртена кај покрупниот дечко што го бркаше и му викаше: "Те молам, не ме тепај." Тука луѓето кои што беа со мене во моја близина, посегнаа да пружат помош, меѓутоа меѓутоа беа сопрени од двајца неуниформирани полицајци, затоа што им се гледаа значките позади. Ни кажаа наводно: "Тргнете се на страна, не е ваша работа." Детето дозволија да го тепа? Го тепаше во моментот? Тоа се случи многу брзо, значи детето почина уште при првиот или вториот удар, затоа што тие беа толку силни удари што ние на 5 метра можевме да забележиме. Го удри 2 пати во главата и еднаш во пределот околу слабината. Детето изгуби свест, не покажуваше повеќе знаци на живот. Игор Спасов, или убиецот на Мартин Нешковски, го крена, го седна на една клупа, проба да го освести, со вода зема од штант еден на форнети, меѓутоа детето не покажуваше знаци на живот. Двајцата ликови кои што претходно не ни дозволија да пружиме помош, се упатија на кај клупата. Еден од нив беше висок човек со проседа коса, повозрасен, го чепна Мартин Нешковски го допрена за пулс да му провери. Детето, значи констатира дека детето не покажува знаци на живот, му даде знак на Спасов и тројцата брутално го одвлечка телото на Мартин Нешковски со тоа што едниот го држеше за едната рака, другиот за другата и третиот за ногата, а втората нога на детето му се влечеше. Значи тоа беше срамота за да се гледа. До тука видов јас, после тоа си отидов дома. Се врати дома или отиде во редакцијата? Не, тоа беше касно навечер, на кај 12 вечер беше. Утре дента отидов на работа, ме пратија да идам во МВР за да известувам за... Тоест, Јанкуловска имаше прес за тоа како поминали изборите. Отидов во МВР, на крај на пресот, ја прашав Јанкуловска дали може да ја поставам едно прашање во денешната тема, ми рече дека може. Ја прашав дали имат информација дека на градскиот площад во Скопје брутално беше претепано младо момче. Она ме погледна подсмевачки и ми рече дека зашто шириме дезинформација, дека нема таква пријава. Јас се реков дека јас го видов тоа и ми рече: "Слободно иди пријави во полиција." Пред да отидам на пресот во МВР, напишав статус на Facebook дека сум згрозена од гледката што ја видов минатата вечер на градскиот площад во Скопје, со тоа што кога се врати во редакција, видов дека едно девојче ми искоментирало дека детето што беше тепано е мртво. Не можеш да останеш равнодушен на убиство. Дали пријави кај уредниците? Веднаш пријавив кај уредникот и тоа покрај тоа што ми беше крај на работно време, само што го прочитав тоа, веднаш пријавив кај уредникот. Уредникот беше запрепастен од сето тоа, многу убаво постапи, ми рече дека веднаш ќе објавиме. Во тој момент имавме ексклузива, значи сепак е многу лоша работа, станува збор за убиство, меѓутоа сајт како Нетпрес беше, значи не толку читан, немаше рейтинг. Уредникот, мислам дека му беше тоа приоритетно, за да му се крене рейтингот на сајтот, за да добие ексклузивна информација која што ќе прошири низ јавноста. Не му беше, според мене, не му беше толку дојдено дека се случило убиство. И тоа се гледа по денешната уредувачка политика на Нетпрес. Сакав јас да сведочам. Сакав да сведочам. Јас видов се. Меѓутоа ме убедуваше уредникот на Нетпрес, Дејан Николовски, дека
Не треба да сведочам, да се заштитам себе си, воедно да го заштитам медиумот. Повеќе му беше да го заштитам медиумот. Се согласив на тоа и покрај тоа што ги носев сите сведоци еден по еден во обеко да сведочат, ги чекав надвор да излезат. Има вклучни сведоци од кои што едниот од нив јавно го посочи во судницата убиецот Игор Спасов. Во меѓувреме од МВР не ме побараа за сведок. Не, од МВР не ме побараа за сведок и покрај тоа што не знам дали од МВР точно знае за кој станува збор, затоа што текстовите во тоа време во Нетпрес, кога ги објавувавме, не пишувавме име и презиме на новинар, туку пишуваше извор Нетпрес. И објавувавте изјави од сведоци кои што цело време се повикувавме на сведоци, ама тоа што го видов јас го видоа и двајцата клучни сведоци, една девојка и едно момче кои што сведочеа и кои што кажа буквално се, тоа што јас го видоа и они. Со тоа што една од девојките што сведочеше беше даде малце различна изјава во полиција и на суд затоа што беше преплашена. Се случија перипетии во судот, почна да припаѓа, лошо истануваше, не знам дали беше исплашена, дали навистина и се случуваше тоа. Дали беше уценета? Можеби некој понудил пари, не се знае, значи тоа се само наши претпоставки кои што не е во ред да се шпекулираат. Момчето не ја смени изјавата во судот, јавно го посочи тоа со прст убиецот и мислам дека тоа што момчето даде таква изјава и што го посочи убиецот беше клучно за да биде Игор Спасов затворен, затоа што сакаат даисценираат дека момчето дека Мартин Нешковски починал со тоа што паднал на земја, дека од ударот од бетонот уствари починал. Тоа не е точно. Клучниот удар е во близина на надносот и крварењето што го предизвикало. Да. Предизвикал силниот удар. Да. Што се случуваше понатаму? Известуваше во наредните неколку дена? Понатаму беше тоа голем предизвик за мене, пред се како млад новинар. Ми беше доверена една таква работа, значи да известувам за убиство, тешка пред се. Треба што и самиот новинар е сведок. Да, треба да се внимава да не навредиш некого, да се внимава како ќе го испрезентираш сето тоа, емотивната состојба на најблиските на убиениот. Сето тоа ми беше земено во предвид и според мене, мислам дека најобјективно и точно информиравме за се што се случуваше. Имав и еден текст напишан дека треба да одговараат и други лица кои што потпомогнаа за да се затешка убиството на Нешковски. Затоа што двајца неуниформирани полицајци попречија група од млади луѓе кои што сакаа да помогнат додека Игор Спасов го тепаше. Да. Они не повлекоа назад, не рекоа застанете, после тоа го одвлечкаа мртвото тело на Нешковски и никому ништо, значи се повлекле од таму. Затоа треба да одговараат. Се дознали за кои лица станува? Мислам дека сведоците кои што даваа изјави во полиција имаат детален опис на ликовите кои што беа присутни таму. МВР сигурно знае кои биле на вечер. Меѓутоа треба да се потегне малце прашање во задачата. И после тоа се случи една многу чудна работа, после сето тоа известување, целиот тој напор и од изборите и од самиот настан. Што се случи во редакција? Во исто време, се одржува протестите за Мартин Нешковски и за Љубе Бошковски. Јас беше така. Да, значи имав работно време од 8 до 4, останував после работно време, значи после 4 часот останував да ги следам протестите на Нешковски, да ги следам протестите за Бошковски, се враќав во редакција за да пишувам текстови и за тие протести сидев дома во 9-10 навечер. Тоа се случуваше 4-5 дена поред, се додека еден ден се врати во редакција после протести, напишав текстови. Сама беше во редакција? Како? Сама беше во редакција тој период? Во редакција, значи сите од вработените се беа отидени, јас имав мој клуч што ми го доверија и се вратив да се пишувам текстови. Сега, сакав да отклучам, да си отидам на кај дома, меѓутоа беше бравата заглавена. Ме фати малце страф и непријатно затоа што ме довериле сепак клуч. Јас сепак еден месец работам таму, не сакав да ги вознемирувам, 9-10 саат навечер,
сакав да оставам добра слика за уредникот, за директорката. Ми падна искрено глупо да им звонам во 10 вечер за да ми доаѓаат да ми отклучуваат. Пробав да исконтактирам некои мои пријатели за да дојдат од надвор да им фрлам клуч. Може би мислев дека од надвор е бравата, ако не успееш и тогаш ќе викнав или бравар или ќе им се јавев. Тоа беше крајен случај. 5 минути после тоа почна некој силно да лупа на вратата и да ми викаат отвори, отвори, отвори. Го слушам гласот на Дејан уредникот. И јас бев прво наивна, викам е супер Дејан што дојдовте да ми се заглави бравата, помогнете ми некако. Да. И Дејан прво ми вика отклучи, викам ама озбилно сум заглавена. И после 2-3 минути ја одглавија бравата, кога ја отворија вратата, на вратата беа Дејан и Лидија, директорката. Во тоа време Лидија требаше да биде на службено патување во, не знам, некаде надвор од Македонија. Ја гледам пред мене, се зачудив прво и ми викат Моника, ова е неопростливо, ти мора да од утре повеќе да не доаѓаш на работа. И не ми беше јасно. Што е неопростливо? Што е неопростливо? Јас им реков, им понудив, јас ќе ја платам сигурност на брава, била коштала 1000-1500 денари, не е битно. Неопростливо е за такво нешто да избркаш новинар од работа. Значи имаш новинар кој што е млад, надежен, објавува вест за убиство, наместо да му дадеш шанса, ти го крева рейтингот на сајтот, ти го бркаш од работа. Искрено ми ја убија желбата за новинарство. Дали мислиш дека може би беа дојдени токму заради тоа да ти ја соопштат веста дека од утре дента нема да доаѓаш на работа? Јас мислам дека беа дојдени баш да го направат тоа што го направија. Убедена сум 90% дека они ми го направија тоа со клучот за да имаат зашто да ми избркаат од работа, затоа што немаат причина. Идев на време на работа, останував прековремено на работа, бев коректна, бев послушна, се што требаше да направам правев. Работев за 8000 денари, кои што и тие ми ги должеа и не ми ги исплаќаа на време. Останував прековремено за на крај да бидам избркана. Сметаш ме повреди тоа многу. Притисоци од горе? Сметам дека се тоа притисоци од Министерство за внатрешни работи. Да. Како сега се чувствуваше вчера кога ги слушаше дел од прислушуваните разговори за околу убиството на Мартин Нешковски? Кога почнаа да излегуваат бомбите, предпоставував дека ќе излезе вакво нешто, затоа што знаев само да бев сведок колку сакаа да ја заташкаат работата. Се чувствував... Се препознали во некој од разговори? Да, нормално, првиот дел од разговорот е за мене, затоа што таму кажуваат кој беше талентот што постави прашање на пресот. Која е таа, не ја познавам, прв пат ја гледам. Тоа се однесува на мене, затоа што јас бев новинарката што им го постави прво прашањето, што ја објави прва веста. Ме навреди тоа што Иво Котевски, кога идев на пресовите, кога даваше изјави за убиството на Нешковски, ме омаловажуваше, се понашаше со мене со подсмевање, ми викаше дека не сум професионална, дека не треба да се вмешам туку така, јас млада, никаде не сум работела претходно посериозно и да истражувам вест за убиство. Ми се подсмеваше на мојата желба да се бавам со истражувачко новинарство. Ми викаше дека треба да гледам пример од поискусните, и тој бил новинар и тој знаел како иде тоа. Јас сметам дека господинот Иво Котевски е само пример за неновинарство. Како гледаш сега од оваа перспектива на состојбите во новинарството во Македонија? Сега веќе не работиш во новинарство? Не. Со друго се занимаваш? Да. Се надевам дека ќе дојдат подобри времиња и дека повторно ќе можам да го работам тоа што го сакам. Ти си дипломиран новинар? Да, дипломиран новинар. Моменталната состојба во Македонија во однос на новинарството е катастрофална. Им подавам рака на сите медиуми кои што малце посмело се осудуваат да објават вест за состојбите кои што се случуваат, за корупција, за криминал, затоа што самите гледаме кога некој ќе почне да се бави малце подлабоко со моменталната состојба во Македонија, а тоа е катастрофална состојба, дека ги тргаат на страна, ги тужат. Се случуваат некои необјаснети работи. Необјаснети работи, да. Ти благодарам што беше гостин. Благодарам и на вас.